Доколку ви треба спектакуларна погача за вашите прослави, во тој случај сте на вистинското место. Најпрво во длабок сад ставете го брашното, шеќерот, солта и квасецот. Додајте го маслото за јадење, млекото, јогуртот и белките. Со помош на вилушка промешајте ги сите состојки заедно. На овој начин полесно ќе ги измешате состојките и ќе оформите тесто. На набрашната површина со помош на дланките изработете го тестото додека не стане меко и гладко. Измесеното тесто префрлете го во сад и оставете да стаса околу 1 час на собна температура. Во меѓувреме премачкајте го тавчето со маргарин или масло за јадење. Кога тестото ќе стаса, одвојте еден мал дел и оформете топче. А потоа оставете го во средишниот дел на тавчето во кое ќе ја печете погачата. Преостанатото тесто поделете го на 4 еднакви дела и секој дел расукајте го во округла форма. Секоја кора премачкајте ја со маргарин и наредете ги корите една врз друга. Со последната кора покриете ги претходните кори и пресечете на 6 еднакви триаголници. И од секој триаголник оформете кифла. Секоја од кифлите пресечете ја на половина и парчињата тесто наредете ги во тавчето каде што ќе ја печете погачата. Оставете вака оформената погача да стаса околу 20 до 30 минути, а за тоа време загрејте ја рерната на 180 степени. Пред печење премачкајте ја погачата со жолчка и млеко промешани заедно. Наросете со сусам и малку ким и нанесете неколку мали парчиња маргарин за погачата да биде мека. Печете 35 до 40 минути додека погачата добие убава златно кафена боја. Послужете и уживајте во вкусот на оваа погача во текот на празниците или оној пат кога сакате да подготвите нешто вкусно. Се
надевам дека ќе ја испробате и ќе ми испратите фотографија од крајниот резултат. За многу повеќе видео рецепти во иднина ставете subscribe на мојот YouTube канал и заследете ги моите профили на Facebook и Instagram. Се гледаме наскоро, а до тогаш имајте забавно готвење.